Почитувани граѓани, почитувани медиуми, од денеска ќе отпочнеме со разоткривање на сомнителните и криминални сделки на градоначалниците кои што функционираа од СДСМ во претходниот мандат. Нашите новоизбрани градоначалници изминатиот период деноноќно работеа на средување на хаосот кој го оставија зад себе кадрите на СДСМ, а воедно и во насока на работа за добробит на граѓаните. Верувајте дека имаше многу хаос. Општина Газибаба. Ова е општина каде што општината работела за поединци во времето на СДСМ. Парите на граѓаните завршувале нерационално во џебови кај луѓе кои најверојатно биле блиски до градоначалникот. А градоначалникот бил соучесник во целата ситуација на испумпување пари на граѓаните. Практично без него ова не би можело да се случи кое што ќе го презентирам денеска. Кога велам испумпување, ама буквално мислам на испумпување на парите на граѓаните од сметката на општината во нечии џебови. Имено денеска ќе представам 3 договори пред граѓаните поврзани со уличното осветлување во Газибаба, каде што 2 од нив се за одржување и реконструкција на уличното осветлување, а еден е за изградба на нови линии за уличното осветлување. Договори кои што и тендер кои што ги спровел претходниот градоначалник Борис Ѓорѓиевски, кој што беше од редовите на СДСМ. Имено, тендерот за оваа намена е објавен и спроведен на 19, односно спроведен на 19 мај 2021 година, каде што е донесена одлука за тендерот да го добие фирма економски оператор Електромикица Доел од општина Илинден. Имено, во периодот од 19, односно 20 мај 2021 до 30 август 2021 се исцрпени овие 3 договори, односно за само 103 дена, во висина од 11 милиони денари, од кои 7 милиони денари за одржување на уличното осветлување, а 4 милиони денари за поставување на нови линии на улично осветлување. Среќниот добитник на овој великодушен тендер и новија пари од градоначалникот на СДСМ Борис Ѓорѓиевски е фирмата Електромикица Доел Скопје со управител извесен Миле Димовски. Дневно, согласно овие договори, кои што се исцрпени за само 103 дена, 11 милиони денари, дневно, додека траела реализацијата, се трошеле 106,796 денари, што практично е неизводливо. Еве, јавно прашуваме, како е можно, ама како е можно да се изработат за 103 дена овие 3 договори во висина од 11 милиони денари? Како е можно за 103 дена да се потрошат 7 милиони денари за одржување и реконструкција на улично осветлување во Газибаба, ако се земе предвид дека за 103 дена треба прегорат сите сијалици во Газибаба и да бидат сменени? Пардон. Нема човек кој се занимава со оваа работа што кажува дека ова е невозможно и е зачудувачки. Имено, според нашите информации, во овие 103 дена, каде што требало да се изградат 15 на нови линии во вредност од 4 милиони денари, за голем дел од тие линии, каде што исцрпен договорот, фактичката состојба вели дека линиите се стари и нема инсталирано нови линии, што е класичен пример на испумпување на пари. Еве, ова е начинот на испумпување на парите на граѓаните, или што би рекле класично перење на пари. Класично перење на општински пари. Ова е класичен начин на испумпување на парите на граѓаните, мислејќи дека нема никој да го препознае ова и да бидат откриени. За целата ова операција да изведат за 103 дена и да испумпаат 11 милиони денари, потребно е да биле координирани градоначалникот, надзорот и економскиот оператор, односно оваа фирма која што според овие документи треба да има капацитет за работа како цела електродистрибуција. Од тука, согласно овие информации и јавно достапни документи на сајтот за јавни набавки, сакам да ги повикам антикорупционерите да се разбудат и да не спијат, да ја повикам општината и новиот градоначалник да направи ревизија, да го повикам јавното обвинителство
подопрен глас да отвори случај или овие јавно достапни документи да ги прегледа, потоа да побара документи од општината доколку има да ги достави, да ги повикам секторот за економски криминал, да го истражат целиот овој случај и да го обелат образот на граѓаните кои што плаќаат најчесно данок, а некој ги испумпува нивните пари. Почитувани граѓани, срамота е ова што се случувало. Срамота. Ги повикувам сите граѓани кои што имаат било какви информации за криминалот власта, а претходно се плашеле да ги достават, да не ги достават, а ние да ги обелодениме. Криминалот кој што СДСМ го метастазираше низ целата држава мора да заврши и да биде санкциониран. Благодарам, дали има прашања од присутните? Повелете. Дали ќе поднесете кривична пријава против поранешниот градоначалник на Газибаба до јавното обвинителство? Дали ќе сегашниот градоначалник на Газибаба ќе покрене постапка за ревизија до Државниот завод за ревизија? И дали ќе покренете постапка и во антикорупцијска комисија? Во однос на антикорупцијската комисија, бидејќи таму функционира на принцип поднеси представка, ако се разбудат ќе одговорат и ќе отворат случај, или ако им одговара, ако добијат насок од СДСМ, ако не. Мојата обврска, јас ќе завршам во однос на антикорупционерите, ќе поднесам представка за да може тие понатака, доколку сметаат дека треба да истражуваат, а треба да истражуваат. Во однос на општината, јас јавно го повикувам градоначалникот, иако немаме разговарано, да направи ревизија во однос на овој случај. Се надевам и сум сигурен дека ќе ги потврди моите тези кои што ги изнесов денеска, согласно направена таа ревизија, бидејќи ова е сериозен криминал за кој што многу луѓе молчеле претходно, биле исплашени да говорат, а ги поседувале овие документи. И во однос на јавното обвинителство, мислам дека е многу едноставно, има принцип на допрен глас за отварање постапка, тоа функционира кога ниф им одговара, еве сега ги повикувам да профункционира и во овој случај. Доколку сметаат дека треба да исконтактираат за нешто повеќе, се надевам дека и општината ќе им биде на располагање, бидејќи сепак тоа е официјална административна служба, каде што доколку им требаат некои подетални информации кои што можеби јас ги немам, ќе им бидат доставени. Така да многу едноставно, еве јавно го отворивме овој случај да покренат постапки, верувам дека ќе се најде барем некој храбар да покрене постапка и да конечно почнеме го санкционираме криминалот кој што го направи СДСМ и го остави за себе. Благодарам, сега би сакал да одговорам на уште едно прашање од телевизија Алсат, кое што стигна по електронски пат. Прашањето е следно: владата кажа дека дел од работните групи со Бугарија ќе видат и представници од опозицијата, дали имате покана и дали ќе прифатите таа покана и дали мислите дека ова е добар потек? Еве на јавноста, на медиумите, на сите да им соопштам дека таква покана ВМРО ДПМН нема, а доколку стигне, нема да учествуваме само за да би биле декоративен елемент на власта и да дадеме легитимитет на нивното погрешно функционирање. Онаму каде што власта треба да земе учество и каде што опозицијата, односно ние упорно ги каниме да дојдат и да одговараат на прашања и ги бараме одговорите на тие прашања, тоа е Комисијата за надворешни работи, каде што министерот Бујар Османи упорно бега да даде одговори и не учествува во истата. Претходно истото беше случај со Никола Димитров, сега е со Бујар Османи, така да еве повик јавно Бујар Османи да земе учество во таа Комисија за надворешни работи во Собранието, кај на иницијатива на нашиот сопартиец Антонио Милошовски, и да одговори на сите прашања кои што ги бара јавноста, граѓаните, опозицијата и сите останати чинители во Република Македонија. Благодарам.